До сега нема регистрирано случај на болни од морбили во Струмичкиот регион. Здравствените власти велат дека во Центарот за јавно здравје нема пријавено случај на болен од мали сипаници. Од Струмичката служба за вакцинација велат дека само во првите 2 месеци од годинава има скоро двојно зголемување на бројот на вакцинирани деца во предшколска возраст. За разлика од претходните години, кога опфатот на вакцинирани деца во предшколска возраст беше во опаѓање и се вакцинирале околу 78% од нив, последнава година има зголемување. Така, во јануари лани биле вакцинирани само 60 деца во предшколска возраст, додека овој јануари вакцинирани се 118. Истовремено, лани во цел месец февруари вакцинирани биле само 34 деца од предшколска возраст, а годинава само во првите 10 дена од февруари вакцинирани се 40. Според здравствените работници, ова зголемување на трендот на вакцинирање во предшколска возраст се должи на појавата на мали сипаници во Скопје и други градови од Македонија, од кои некои завршија со фатален исход. 7 ново заболени со морбили вчера се јавиле на преглед на клиниката за инфективни болести. Од нив тројца се задржани на лекување, и тоа една 32 годишна пациентка од Царај, едно дете на возраст од година и пол од Кисела Вода и уште едно дете на возраст од година и пол од Чаир. Сите биле невакцинирани. 4 од заболените се амбулантски прегледани и пуштени на домашно лекување. На клиниката за инфективни болести во Скопје има 26 пациенти, од кои 4 се возрастни, а 22 се деца, од кои најголем број на возраст од 1,5 година. Инаку за неполни 4 дена, 3 деца починаа од морбили. Денеска уште едно дете на клиниката за детски болести почина. Детето имало 13 месеци по потекло тетовско. Во овој случај детето немало хронични заболувања. Тоа пред 3 недели било на клиниката поради ургентен преглед. Епидемиолозите апелираат дека друг начин на заштита од морбили нема осем имунизација. Со ова темпо на вакцинирање, епидемијата ќе ја има на долг рок, смета доктор Караджовски.